Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Гревот има своји последици, кои никој не може да ги избегне. Немојте да го заборавите тоа. Во денешната епизода ќе размислуваме на оваа тема, бидејќи се јавува во текстот од книгата 2 Самуилова, кој денес ќе го обработуваме. Во глава 11 од оваа книга имаме извештај за најпознатиот грев на царот Давид. Всушност, може би е подобро да зборуваме за низа на гревови, а не само за еден грев. Додека неговата војска беше на борбеното поле, Давид легна со сопругата на еден од неговите војници. И за да го прикрие тој грев, тој направи уште неколку гревови, но сепак безуспешно, бидејќи гревот му излезе на виделина. Знаете, така и со нас, кога ќе направиме некаков грев, често се обидуваме да го прикриеме со други гревови, но вистината кога тогаш ќе излезе на виделина. Затоа, кога ќе се случи да направиме грев, најдоброто нешто што потоа може да го направиме е да се покаеме за гревот, а не да се обидеме да го прикриеме. Давид се обиде одреден период да го прикрие гревот, но на крај се покаја за него. Би рекол дека тоа е главната разлика помеѓу оние кои вистински му веруваат на Господ и останатите луѓе. Вистинските и искрени верници ќе се покајат за гревот, за разлика од другите луѓе кои продолжуваат во гревот и тој им станува дел од нивниот животен стил. Божите луѓе не остануваат во гревот, туку излегуваат од него. Како што овцата може да падне во кал, ама нема да остане во калта, така и Божјото дете може да падне во грев, ама нема да му биде пријатно да живее во грев. Кога Бог го отфрли Саул како цар на Израел и наместо него го избра Давид, тој за Давид рече дека е човек според неговото срце. Но, сакам да појаснам дека тоа не значи дека Бог ги одобри сите дела кои Давид ги стори. Забележете како завршува глава 11. Но, делото што го изврши Давид беше зло пред очите на Господ. Немојте да го заборавите ова. Делото кое го изврши Давид беше зло пред очите на Господ. А кога луѓето прават зло поради својата светост и праведност, Господ им дава да се соочат со последиците од нивните гревови. Тоа не се однесува само на Давид или на другите луѓе, туку и на мене и вас. Причината поради која Бог не соочува со последиците од нашите гревови не е само да не казни, туку да ни покаже колку е сериозен гревот и дека не треба воопшто да се играме со него. Некогаш се случува да направиме некаков грев и одреден период никој да не знае за тоа. Па затоа си мислиме дека тој грев ќе остане таен и нема да имаме никакви проблеми со него. Но, знаете, гревот е како бумеранг и кога тогаш ќе се врати кај нас. Кога Давид спиеше со туѓа жена и потоа нареди нејзиниот сопруг да биде оставен сам на борбеното поле за да биде убиен, тој си помисли дека никој нема да дознае за тоа. Но, Бог знаеше и тој немаше намера да молчи. Сега доаѓаме до глава 12, која е прилично драматичен текст. Тука читаме за разговорот на пророкот Натан со царот Давид. Стих 1. Господ го испрати Натан пророкот кај Давид и тој отиде кај него. Ова е средбата во која Натан вешто ќе го соочи Давид со самиот себе. Натан всушност му постави огледало, а тоа е и суштината на Божјото Слово. Тоа действува како огледало кое не открива какви сме на вистина. Токму тоа го прави и пророкот, му го покажува на Давид неговиот вистински одраз. Замислете си ја сценава. Божиот пророк влегува кај царот во момент кога ситуацијата во царството е прилично стабилна и мирна. Давид веројатно го прашува: имаш ли некаква порака од Господ за мене? А Натан навистина имаше порака од Господ. Стих 2. И му рече: во еден град имаше двајца мажи, едниот богат, а другиот сиромав. Богатиот имаше мошне многу ситен и крупен добиток. Класична слика за еден град, зарем не?
Од една страна ги имате сиромашните квартови и гета, а од друга страна луксузните елитни населби каде што живеат богаташите. Тоа е реалноста и во оваа приказна. Богатиот имаше многу ситен и крупен добиток. Ова звучи многу познато. Стих 3. А сиромавиот немаше ништо, освен една овчичка што ја беше купил мала и ја отхрани, и таа беше пораснала кај него заедно со неговите деца. Таа јадеше од неговиот леб и пиеше од неговата чаша, спиеше на неговите гради и му беше како ќерка. Со други зборови, оваа овца не беше обичен добиток, туку домашно милениче, кое беше бескрајно сакано од целото семејство. Ја хранеа од својата уста и таа им беше се во животот. Овцата е единственото нешто што сиромавиот го поседуваше. Од друга страна, богатиот имаше цели стада. Ова ја отсликува вечната борба помеѓу богатите и сиромашните. А искрено кажано, мислам дека и денес најголемиот проблем во светот не е расниот, туку социјалниот, јазот меѓу оние што имаат премногу и оние што немаат ништо. Натан овде раскажува приказна која за жал ни е добро позната. Забележете ја уште еднаш разликата. Сиромавиот нема ништо освен една овца, а богатиот има неспоредливо повеќе од тоа. Стих 4. Кај богатиот човек дојде еден странец и не му беше по волја да земе од овците или од воловите своји за да сготви ручек на странецот кој беше дошол кај него, туку ја зеде овчичката на сиромавиот и му ја приготви неа на човекот што беше дошол кај него. Богатиот ја зеде овцата на сиромавиот и ја сготви за човекот кој му дојде на гости. Секој нормален човек би реагирал бурно кога ќе слушне колку насилно и нефер се однесувал богатиот во оваа приказна, па така и Давид. Стих 5. Давид многу се разгневи против тој човек и му рече на Натан: "Жими Господ, смрт заслужува оној човек што го направил тоа." Ова е навистина интересен момент. Давид воопшто не ни помислуваше дека Натан измислува приказна. Тој беше убеден дека пророкот му зборува за вистински случај од царството, барајќи од него, како од врховен судија, да донесе праведна пресуда. Можеме да си го замислиме Давид како скокнува од престолот, цврсто стегајќи ги наслоните за раце и вика: "Каде е тој човек? Веднаш да се уапси и да се погуби." Просто е неверојатно колку лесно можеме да го забележиме гревот кај другите, додека сме целосно слепи за истиот тој грев во сопствениот живот. Токму тоа беше проблемот на Давид во тој миг. Но, слушнете што вели понатаму. Стих 6. А за овчичката тој треба да плати четворно, зашто го направил тоа и затоа што немал милост. Колку само ни е лесно на сите нас да им држиме предавања на другите, да им ги набројуваме недостатоците, да им кажуваме што треба да прават и до најситен детал да ги анализираме. Токму таков е Давид во овие стихови. Тој со сиот свој авторитет вели: "Каде и да е тој човек, ви велам, скапо ќе плати за ова." Но, погледнете го сега пророкот Натан. Токму во овој момент, според мене, тој го прави најхрабриот потек во целото свето писмо. Не познавам ниту еден друг библиски лик чија храброст може да се спореди со оваа на Натан. Стихови 7 и 8. Тогаш Натан му кажа на Давид: "Ти си оној човек што го изврши тоа. Така говори Господ, Бог Израелов. Јас те помазав за цар над Израел, те спасив од рацете Саулови, ти го дадов домот на твојот господар и жените на господарот твој во твоја преградка. Ти го дадов домот Израелов и Јудин, и ако тоа ти е малку, би ти придал уште повеќе." Натан му вели на Давид: "Ти си тој човек." Верувајте ми, беше потребна несекојдневна храброст да му се каже ова во лице на еден моќен цар. Со ова Натан му порача: "Давид, разоткриен си, ти си виновникот, ти го направи ова грозоморно дело." И сега, што ќе преземе Давид? Денес во ова време на некаков си нов морал, луѓето се обидуваат да кажат дека ваквите нешта не се грев. Но, за Бог, тоа е се уште грев
И тој јасно ни дава до знаење дека дури ни човекот кој му е по срце не може да помине неказнето. Како што ќе видиме, Давид и тоа како си ја плати цената. Стихови 9 до 12. А ти, зошто го презре зборот на Господ, извршувајќи зло пред очите негови? Урија хитиецот го нападна со меч, жената негова ја зеде за своја жена, а него го уби со мечот на амонците. Затоа, мечот нема никогаш да се оттргне од твојот дом за секогаш, бидејќи ти ме презре и ја зеде жената на хитиецот Урија, за да биде твоја жена. Така говори Господ, ете, јас ќе подигнам зло против твојот дом, ќе ги земам твоите жени пред очите твои и ќе ги дадам на ближниот твој, и тој ќе спие со твоите жени под ова сонце. Ти го изврши тоа тајно, јас пак ќе го извршам пред целиот Израел среде бел ден. Со други зборови Бог му вели на Давид, твојот грев нема да остане тајна. Како што го уништи семејството на Урија поради твојата своеволност, така и твоето семејство ќе страда, за да видиш колку е сериозно тоа што го направи. Пророкот Натан му го кажа сето ова на Давид, иако Давид имаше авторитет веднаш да го погуби. Но, како ќе реагира Давид? Дали повторно ќе се обиде да го прикрие гревот? Стихови 13 и 14. Тогаш Давид му рече на Натан, сгрешив пред Господ, а Натан му каже на Давид, и Господ го симна од тебе гревот твој, ти нема да умреш. Но, бидејќи со тоа им даде повод на непријателите Господови да го хулат, затоа синот што ќе ти се роди ќе умре. Иако Давид сериозно потврли во неговиот однос кон Вицавеја и нејзиниот сопруг Урија, мило ми е што веќе не се обидуваше да ги прикрие или негира своите гревови, туку призна дека сгреши пред Господ. Но, само затоа што се покаја, тоа не значи дека неговите постапки нема да имаат последици. Натан му кажа дека детето кое Вицавеја го носи во утробата ќе умре. Колку и да не ни се допаѓа оваа реалност, ама во писмото јасно ни се кажува дека постапките на родителите може да имаат катастрофални и фатални последици врз нивните деца. Продолжуваме со читање. Натан отиде во домот свој и Господ го погоди детето што му го беше родила на Давид Уриевата жена и тоа се разболе. Давид му се молеше на Бога за детето, постеше и осамен ја мина ноќта лежејки на земја. И влегоа кај него старешините на домот негов да го кренат од земјата, но тој не сакаше и не јадеше леп со нив. Виде Давид дека слугите негови се дошепнуваат и разбра дека детето умрело, па ги праша слугите. Умре ли детето? Тие одговорија, умре. Тогаш Давид стана од земјата, се изми, се помаза, се преоблече и отиде во домот Господов и се молеше. Кога се врати дома, побара да му донесат леп и јадеше. Давид се обидуваше преку пост и молитва да ја промени Божјата одлука, но не му успеа. Се додека детето боледуваше, тој постеше и се молеше, но моментот кога дозна дека детето почина, тој стана да јаде. Чудна реакција, зарем не? Во следните два стихови Давид објаснува зошто реагирал така. Давид им одговори, додека детето беше живо, јас постев и плачев, бидејќи мислев, кој знае, нема ли да се смили над мене Господ и нема ли детето да остане живо, а сега е умрено, зошто да постам, зар можам да го вратам, јас ќе отидам кај него, тоа нема да се врати кај мене. Од овој текст можеме да увидиме две важни нешта. Прво, Давид веруваше дека еден ден, кога ќе го напушти овој свет, тој ќе ја мине вечноста со Бог. И второ, тој веруваше дека бебето кое го загуби, исто така ќе ја мине вечноста со Бог. Овие стихови мене лично ми се многу важни, бидејќи и јас и мојата сопруга пред многу години изгубивме една ќерка и навистина со нетрпение чекам еден ден да ја видам во вечноста. Стихови 24 до 26. И Давид ја утеши својата жена Вицавеја и влезе кај неа и спиеше со неа. Таа зачна и роди син, кому му даде име Соломон.
И Господ го засака и го испрати пророкот Натан и тој го нарече Едидија, според словото Господово. Јоав војуваше против Рава Амонска и туку речи го презеде тој царски град. Според овие стихови се чини дека целата епизода со последиците од Давидовите гревови е завршена, бидејќи бебето почина, а тој си продолжи со животот. Но, во наредните епизоди ќе читаме и за други настани кои ќе придонесат хармонијата во неговиот дом сериозно да биде нарушена. Сето тоа беше последица на неговата желба да спие со жена која не беше негова, а му беше привлечна. Ситуацијата во домот на Давид ќе биде толку сериозна што ќе има влијание и врз самото царство, бидејќи еден од неговите синови ќе го избрка Давид од Ерусалим и привремено ќе биде цар наместо него. Давид навистина многу страдаше поради однесувањето на своите деца, но при сето тоа тој не одлучи да застане цврсто и да им се спротивстави. Знаете, кога во едно семејство децата прават проблеми, а нивните родители не се осудуваат да ги дисциплинираат и да им постават јасни граници, само прашање на време е кога родителите ќе бидат сериозно повредени од однесувањето на своите деца. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.